Топ тема, добро вечер. Вечерва топ тема интервју. Мој гостин, министерот за внатрешни работи Панче Точковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Министре, дали сте денеска подеднакво гневни на директорот на финансиска полиција Слободан Ивановски, кој вчера со соопштение обзнани дека апси во рамки, има претреси и апси во рамки на предистражна постапка, како што бевте гневни на Ојо Гок или конкретно на една обвинителка која не сакате да ја именувате, кога потврди дека има предистрага за наводна шпионска афера во кабинетот на председателката. Сакате да говориме за она кое што е работа на Министерството за внатрешни работи, поврзано со работата на Сакам да го зборувам за принципите кои што ги промовирате како принципи на оваа влада. Сите сте условно дел од она што значи правосудна полиција. И ако постојат принципи, постојат за сите. Или се тоа принципи само на Панче Точковски и на МВР? Значи, Министерството за внатрешни работи во изминатиот период, мислам дека после многу години на непочитување на одредени правила на игра во рамки на постапувањето, при тоа почитувајќи ги принципите дефинирани согласно закон и устав, покажа дека можело поинаку да се работи отколку тоа што го правило многу години наназад. И јавноста знае дека многу објективно секогаш сум говорил без разлика дали тоа било за временскиот период од 6-7 години додека било претходната власт или пак за некој временски период многу поголем. И покажа со конкретни постапки дека навистина почитува презумпција на невиност, ги почитува дефинираните јасни принципи во Законот за кривична постапка од аспект на тајност кога говориме за предистражна постапка, така да она кое што се однесува на работењето на Министерството за внатрешни работи, мислам дека е и tekako континуитет, барем од кога јас сум министер за внатрешни работи. Тоа е во ред, но голем беше гневот кажан и во јавни интервјуа кон Ојо Гок што го прекрши тој принцип, односно тие правила. И останува гневот. А не сте гневни кон ваши колеги за кои што не знам сега мислам дека треба да се гласа на влада кога се именува директорот на финансова полиција. Јас друг министер за внатрешни работи моментално во Македонија не познавам. Но факт е дека мислев на колега во влада, односно дел од владени структури, директно на директорот на финансово. Факт е дека јавното обвинителство е тоа кое што најмалку треба да ги прекрши принципите на тајност дефинирани со Законот за кривична постапка. Ако некој најмалку треба да ги прекрши, тоа е јавното обвинителство. Сега, кога органот кој што треба да е гарант за законитоста во рамки на процесуирање на одредена постапка ги крши, тоаш навистина не би било во ред да не го констатираме тоа јавно, особено не од позиција на министерот. Има и друг орган кој што е дел од правосудната полиција, тоа е финансовата полиција, кој што очигледно ги крши тие принципи, па зошто и тоа да не го осудим? Финансовата полиција е орган кој што постапува по наредба на јавното обвинителство. Исто како јавното обвинителство вчера немаше никакво званично соопштение. 16 часот и не е битен часот, меѓутоа во моментот кога финансова полиција вчера го лиферува соопштението и се што се случува е во рамки на предистрага. Дури денеска синхронизирано испраќаат соопштение во зборуваме за принципи. Значи, висок представник на актуелната влада ги крши принципите за кои што вие се залагате. Зошто тоа да не го осудите? Тоа ми е прашање. Ако треба да кажам дека кога говориме за принцип треба да биде почитувано страна на сите во рамки на еден систем, тоа е неспорно. Тоа не можам никогаш да го кажам поинаку. Но факт е дека Министерството за внатрешни работи поинаку постапува, имајќи ги предвид претходните востановени навики на кршење на принципот на тајност дефиниран согласно закон. Тоа е факт. Тоа е неспорно, но како се чувствувате кога вие изјавувате дека тоа што се случувало во минато, тоа вие сега сакате и еве не го применувате и за тоа велите дека тоа се непристојни, нечовечки, дури и никакви постапки, тоа се ваши зборови, го гледате од структури во владата чии што член сте? Видете, интенцијата на јавното обвинителство поврзана со конкретниот предмет каде што наруши принцип на тајност, а понатаму ќе видиме зошто во рамки на процесирањето на самиот предмет, навистина е друга, во споредба со, предпоставувам, интенцијата на други институции кои што процесирале одредени предмети. И сум сигурен дека е така.
А принципот дека треба да се почитува закон, мислам дека не ни треба да навлегуваме понатамошна дебата дали е така или не е така. Ајде, кога сме кај темата наводна шпионска афера во председателскиот кабинет, одговоривте конечно до ОЈО, ги преземавте сите мерки, бидејќи нема потреба очигледно да трошиме време за тоа колку е потребно време за една форензичка анализа, затоа што нити ги знаеме човечките, ниту техничките потенцијали на МВР, ниту пак дали се вештачел обичен, криптиран телефон, се тоа има свое влијание на она што вие го велите, па нормално време еве и 3 месеци. И да е. Добро. Согласно она кое што го добив како информација од страна на истражителите, согласно она кое што е општо познат факт во рамки на работењето на организиран криминал, во рамки на работењето на јавното обвинителство, 3 месеци кога анализирате таков тип на докази од тој обем, навистина јас би рекол дека и прекраток временски период за да даете анализа. Ова не се зборови на министерот за внатрешни работи, ова се зборови на луѓето од ФЕЛАТ кои што работат на таа проблематика. Сега, јас би поставил тука едно многу суштинско прашање. Зошто за овој предмет 2 месеци е точниот временски период од кога е дадена последната наредба, е предолг временски период за да се достави одреден извештај кој што како таков информација за истиот е веќе дадена таму кај што треба да е дадена и начално се споделени информација и конкретно со тој што требало да бидат споделени. А при тоа така се оди во јавност. И при тоа истиот обвинител пак ќе одиме на тезата за теорија за заговор од страна на Катерина Коларевич. Нема против друга цела теза. институција МВР. Нема друга теза. Значи, вие сте адвокат, вашите истражители, еве, ама ајде да објасниме за јавност. Значи, вашите истражители, они што се од МВР, заедно со тие што ги има малку се, не им давате пари како влада за да има 30, имаат само 18, но тоа е друга тема. И тоа е погрешна заедно теза. Што не е погрешно, Не, можеме да ја тезата дека дискутираме. јавното обвинителство ги нема потребните ресурси во споредба со она кое што ги би требало да ги има, може би е точна. Меѓутоа тезата дека Не јавното може би обвинителство точна. тезата дека јавното обвинителство не може да испорача резултати е тотално погрешна. Па не знам, јас вие сте напишали, ова е страна 132 од точка 551 од реформска агенда и ова е дека има недоволно, буквално тој збор не е мој збор, ова е во документ на влада. Истото го кажав. Ека добро. Значи тезата дека потребно е да се зголеми бројот на истражители во јавното обвинителство е неспорна и тоа го правиме. Еве вчера распределивме истражители во рамки на јавното обвинителство во Штип. Во тимот на директно во тимот како истражители да работат во рамки на јавно обвинителство Штип. И тоа го работиме континуирано. Ма зашто толку сегментарно Меѓутоа тезата дека јавното обвинителство нема ресурси воопшто за да испорача резултати, а при тоа една истражувачка куќа како вашата, да речеме, само предметот, ако го анализираме од она што вие како доказ го имате дадено во јавност, за мене би било доволно за да се затвори предметот, а не да се отвори. Ама да се затвори во поинаква насока, а не на начин на кој што го затвори. Ама такви истражувачки истории имало многу повеќе. Се согласувам, ама ово е сега актуелен за јавност. Ово е сега актуелен за јавност. Само во рамки на емисија сработена од страна на новинарите во вашата телевизиска куќа, ако јас се прашувам, да, и врз основа на таа емисија почна, има и како доволно докази, следуваше и има и како доволно докази кои што и како го побиваат она кое што е теорија на случај на јавното обвинителство во рамки на одлуката која што беше донесена од страна на јавното обвинителство. Како ќе се борите против Коларевич? Ете таа е. Видете. Иако не ќете да го споменете името, меѓутоа тоа е обвинителката која што го прекина името. Најавивте дека ќе не шокирате како јавност. Јас не планирам да се борам со ниту еден јавен обвинител. Па ако велите дека тој е носител на теорија на заговор против МВР, тогаш имаме сериозен проблем. Нити пак планирам да бркам вештерки во рамки на одредени теории на заговори и така натаму и така натаму. Демистифицирате наводната интенција на обвинителството, делови од обвинителството или одредени обвинители да коваат заговор против МВР. Извините, МВР е пресериозна институција за таквата оценка да помине без обид тоа да се
демистифицира или во крајна инстанца да се докаже. Ако ми дозволиш. Повелете. Благодарам. Кога јавноста ќе го види тоа што го видов јас, а не може да не го види, ќе дојде ден кога ќе го види. Кога? Ќе дојде ден. Дали ќе го види во рамки на една нормална, законита постапка, водена од страна на надлежни органи, една работа. Дали ќе го види поинаку е друга работа. Меѓутоа, не може да не го види. Никогаш под тепих не може да ставате такви факти, од кои што, еве, јас лично да ви кажам, како човек кој што живее во оваа држава, кој што створил деца во оваа држава и така натаму, се згрозив едноставно. Значи, на повраќање ме тераше фактот кој што го видов, а при тоа истиот не е ни оддалеку соодветно процесиран во рамки на постапката која што е во тек. Дали се оваа тоа фаза. нови докази, нови сознанија, нови материјали или се тоа постоечки информации за кои што сметате дека биле несоодветно оценувани од јавното обвинителство, бидејќи одлуката на јавното обвинителство е дека ставот на јавното обвинителство и такво е и насловот на соопштението е дека кривичната пријава била неиздржана. Јас би сакал да верувам дека е направен пропуст, ајде да бидам најблаг во рамки на моја изјава. Би сакал да верувам дека е направен пропуст во рамки на тековното работење на јавното обвинителство. Кои се начините тој пропуст сега да се коригира? Нова кривична пријава? Формално правно или некаква постапка рес јудиката кривично право не познава во овој дел од постапката. Не познава такво нешто. Не смееме да дозволиме и никогаш нема да дозволам, барем додека сум на оваа позиција. Превод надвор од дипломатскиот речник, нова пријава или? Предмет со такви страшни докази во насока на докажување на одредено кривично дело од кое што ќе му се згади на македонскиот народ, така да се затвори. И нема да го дозволам тоа. Што имате на располагање? Ето уште еднаш да пробам да бидам никогаш досега во рамки на она кое што било процедурално, ако во тие мноштво докази треба да најдете нов за да поднесете нова кривична пријава. Најосновно, не мора да навлегувате во тоа што не сакате да го кажете, од што знаете. Те молам, сакам да кажам нешто кое што е многу круцијално, не само за овој предмет, за сите предмети кои што се работат. Тие адитив и сите останати. Судот е тој кој што носи пресуди и пресудува. Тој кој што одлучува кој е виновен, а кој е невин. Судот го прави тоа е негова работа. Министерството за внатрешни работи поднесува кривична пријава врз основа на она кое што цени и го собрала како информации, докази и така натаму. Јавното обвинителство е тоа кое што поднесува обвинение и тоа кое што е должно да ги собере сите докази во рамки на постапката и да донесе одлука таква што смета дека треба да ја донесе. Јавното обвинителство е тоа кое што е главно во рамки на процесуирањето на предметите кривични. Пак повторувам, секој треба да си ја работи својата работа. Министерството за внатрешни работи си ја сработило својата работа. Поднело кривична пријава. Доставило докази. Јавното обвинителство е тоа кое што треба тие докази соодветно да ги документира, анализира, да ги поврзе со теорија на случај кое што можеби ја предложило Министерството за внатрешни работи, можеби тоа ја изградило самостојно, можеби ја дало финансова полиција, можеби ја дало било која друга институција во државата, како основ за спомение за сторено кривично дело, а судот носи одлука согласно доказите кои што треба да ги презентира пред судот. Јавното обвинителство, не е Министерството за внатрешни работи. И да се извинете кое што, да завршам само. Ова е теза која што јас не ја измислив. Јас не ја измислив оваа теза. Јавното обвинителство е круцијалниот, клучниот, главниот орган во рамки на одреден кривичен прогон, не е Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи, како и во многу други предмети. Јасно им е веќе и на тие што не знаат право, но еве поинаку да дефинирам. Ја завршило работата. Дури и сите да ги немаат доказите што вие ги имавте, еве,
Со само неколку гледање на истражувањата и емисиите на моите колеги од КОД ќе сватат дека тука нешто има матно. И тоа премногу. Ви благодарам на констатацијата. Констатацијата ја делиме од почеток. Меѓутоа, оно што е моje прашање е 12 мај 2026. Наслов што не сум го измислил јас, туку е дадено констатација од обвинителството. Запрена е постапката за набавките на мазот за ТЕЦ Неготино, не се потврдија наводите од кривичната пријава. Бидејќи вие велите, да, МВР е таа прва, кривичната пријава на МВР е таа прва инстанца, па треба да се надградува, па обвинителството да направи да собере докази и така натаму. Во случај обвинителството вели не се докаже кривичната пријава. Ако го гледаме КОД, веројатно сите ќе се согласиме дека не ни е јасно што тоа не успеало да види или докаже обвинителството. Само врз основа на доказите што беа споделени во рамки на вашата емисија. Плюс тоа што вие го имате, а не сакате да го кажете. Добро. Од тука е прашањето. Кои ви се реално опциите и што ќе правите понатаму? Еве ве прашав, нова кривична пријава. Што нуди законот? Еве теоретски, бидејќи цело време теоретски објаснувате која е улогата на обвинителството на МВР. Министерството за внатрешни работи има можност да постапи согласно своите овластувања во насока на подкрепување на еден кривичен предмет доколку има одредени сознанија во соодветна насока која што нели ќе оцени да превземе чекор, односно да поднесе можеби нова кривична пријава. Јавното обвинителство може да преоцени да го врати предметот назад висшето јавно обвинителство, па да продолжи висшето јавно обвинителство. Може би има други елементи кои што исто така се да речам доволно кренати на степен на основано сомнение, па да се превземат и други чекори и така натаму и така натаму. Вие ќе останете, како што рековте, да ви се гади до недоглед или ќе чекате прво што ќе каже јавното обвинителство, пак потоа ќе процените кој од расположливите инструменти за воскреснување на случајот да го искористите? Видете, кога имате состанок со истражители кои што ви велат дека министер, навистина ова што се случува во овој предмет е во најмала мера надвор од памет. И јас прашувам зошто е тоа така. И тие надвор од памет во смисла на криминал и во смисла на непостапување согласно очекувањата на истражителите втемелени на докази кои што истите ги испорачале, ги анализирале и им дале основано сомнение дека итекако има незаконско работење во конкретниот случај, за конкретниот предмет. А при тоа имаме друга слика, друга перцепција, друго постапување од страна на... Каква е комуникацијата на вашите, условно, вашите истражителите на МВР со тимот на ОЈО-ГОК? Ајде да не го именувам тимот на обвинителката. Генерално морам да констатирам дека со одредени обвинители, особено од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, имаме фантастична соработка. И тоа се покажало многу пати досега. Тоа се покажало при разбивање на сите оние криминални банди кои што беа разбиени во минатото во последните 2 години. Тоа се покажа во процесуирањето на огромен број на случаи кои што ги имавме во изминативе 2 години, можам да ги редам сите од прв до последен. Тоа се покажа во делот одлична соработка имаме и со јавни обвинители и од основното јавно обвинителство, како што е основното јавно обвинителство. Например, еве, би го издвоил Скопје, Струмица, зошто да не Охрид и така натаму. Има одредени обвинители кои што и tekako честно, совесно и да речам професионално си ја вршат работата и заедно во соработка со Министерството за внатрешни работи постапуваат и процесуираат соодветно кривични пријави кои што се доставени од наша страна и резултатите се видливи. Го немаме оној хаос што го имавме на улиците низ градот. Што ви е мерилото за... Го немаме оној хаос што го имавме во Струмица, да речеме. Го немаме оној хаос што го имавме... На каков хаос сега мислите? На криминален, мислам на криминално организирани криминални банди, мислам на рекет, мислам на дрога, мислам на сето она кое што
сметам дека и како сме го подобриле во сооднос со она кое што било претходно од аспект на расчистување на организирани криминални групи во Македонија. Не само во Скопје. Што ви е мерилото за успешна соработка? Дали безпоговорно ќе бидат прифатени кривичните на МВР? Апсолутно не. Или колку завршиле на крајот, како што самиот рековте, со пресуда, бидејќи вие имате детална статистика за тоа што МВР го сработило, меѓутоа малку, ако се споредуваат двете дата бази, кај вас има и кривични пријави по број и сторители, кај обвинителството поднесените, процесуираните се водат само според сторители и малку е тешко да се направи таа линија на равенство кога ќе се погледне колку кривични пријави вие сте поднеле 2024 или 2025 и колку од нив завршиле, освен што сега можеме да пресметаме на брзина, например, дека од оние 250 поднесени за злоупотреба од таа категорија, од 250 поднесени во 2024 година, 5 веднаш ви паднаа со случајот Мазут и уште неколку, не ги избројав точно за жал, ќе паднат со адитив. А зошто мислите дека ќе паднат со адитив? Па натаму терам. Јас не мислам така. Добро. И па и за Мазут, и за Мазут сите мислевме не, ама падна. Па не мислам ни дека Мазут е предмет кој што е затворен. И не мислам дека е паднат. Добро, значи... И вие кога би биле на моје место со она што јас го имам како информација, не би мислеле исто. Добро, тоа значи дека поинаку би требало да се откажем од она кое што... А зошто чекате? Правни се проблемите или имате друга тактика? Заради тоа што сметам дека секој треба да си ја сработи работата која што му е дадена согласно закон. Ма готово, еве ајде за адитив е поинаква ситуација. Јавното обвинителство е работа. надлежно и е главен мотор во рамки на водењето на овие кривични постапки. Тоа е факт утврден согласно устав и закон. Министерството за внатрешни работи работата која што требало да ја сработи, ја сработило. И тоа е видливо. Видливо е. И во рамки на овие предмети, и во рамки на сите други постапувања кои што се надлежно за Министерството за внатрешни работи. Факт е дека јавното обвинителство потврлува во континуитет. Тоа го говорат сите можни мерења на јавно мислење во изминативе колку 10 години, 15 години, 5 години, небитно. Тоа е факт. Јавното обвинителство доколку сака да ја заслужи довербата на граѓаните, мора да испорача правда. Ова кое што го работи во моментов, во рамки на овие неколку предмети кои што... испорака е од судот. Точно. Ама за да судот испорача правда, јавното обвинителство треба да се ја сработи својата работа. Добро. Веројатно нема да ми одговорите кога ќе коригирате Коларич. Што знаете Никогаш нема да коригирам обвинител во рамки на негова надлежност. Секогаш ќе гледам да го сработам она кое што е надлежност на Министерството за внатрешни работи. Ќе се трудам, кои ќе бидат резултатите на крајот ќе видиме, ќе каже Господ. Ама јас ќе се трудам заедно со хипотетички уште еден обвинител ако реши како што реши сегашното обвинител. Обвинителот може да донесе одлука таква што цени дека треба да ја донесе. Каква сака одлука, таква може да донесе. Секогаш. Ама пред фактите и боговите молчат. Да не е кабајат некој после. Ова треба да се свати само како предупредување. Еве јас ќе чекам, ги знам доказите, ќе чекам да видам вие да се поправите. Едно логично размислување на еден, еве вака, човек кој што се занимава 20 години со право и кусур, од аспект на една фактичка состојба која што била презентирана пред мене од страна на истражители во рамки на Министерството за внатрешни работи. Со докази. Не ве прашав и сега ќе ве прашам околу случајот шпиунска афера. Има таква афера или нема според тоа што го знаете? Ќе оставам јавното обвинителство да донесе одлука согласно она кое што го имаме доставено како извештај до нив од анализираните докази кои што
беа анализирани од страна на секторот за компјутерски криминал во Министерството за внатрешни работи и нека оцени јавното обвинителство како смета дека треба да ја продолжи целокупната постапка. Јас одговорно тврдам дека во она кое што го имам како сознание добиено, дека овде ни оддалеку не можеме да говориме за нешто кое што би требало да значи шпионска афера. Форензика е, специфични се постапките, таа е кадровската опременост, таа е техничката опременост, не ја знаеме, но вие подобро ја знаете. Оставам јавното обвинителство да се сработи да водите из овој предмет. Не видовте ли поголема итност во овој случај, затоа што практично станува збор за... максимално итно е сработен случајот. Иначе би требало да се работи 2, 3, 5 години. За случување во кабинет на председателка. Аферата изби. Таа афера, едноставно во прашање е доведен угледот на една битна институција. Таа председателка за непол месец или за неколку дена треба да оди на самит на НАТО. Со излегувањето на аферата веќе случајот добива поинаква дименсија. Ако ме оставиш да ги образложам чекориве, многу јасно ќе ви стане и вам и на гледачите. Од една страна имаме затварање на случај кој што згрозува од аспект на тежина на докази кои ги има во него, со запирање од страна на обвинител X. Од друга страна имаме отварање на афера во јавност во истиот временски период, од кога јавноста е згрозена со затварањето на случајот, без да ги знае деталите за случајот, со шпионска афера која што била многу време работена во рамки на Министерството за внатрешни работи, а тоа многу време е 2 месеци. Добро. И сега вас ова некако не ви е сомнително, особено од аспект на она што ќе следи. И во едниот и во другиот случај. Ние не можеме ништо да кажеме што ни е сомнително, а што не ни е, затоа што вие знаете многу повеќе и ова од аспект на она што ќе се следи, значи да, вие имате ас во ракавот, никој ништо не знае и едноставно треба да ги слушаме овие внимателно срочени изјави кои некои ваши помалку вешти колеги кога би ги изговориле, би звучеле на директна закана. Кај вас на црвената линија. Нема никогаш закана. Па тоа ќе видите, јас имам адути, ако не ја завршите работата, ќе следува, може да се толкова и поинаку. Пак уште еднаш ќе кажам, пред фактите и боговите молчат, а не обвинителите. Добро, ние ги знаеме фактите од код, не ги знаеме фактите. Вие знаете само дел од фактите. Фактите во код, а не ги знаеме фактите кои што вие ги знаете. Така да ова не е закана, ова е само една народна мудрост која што сум ја научил од дедо ми, толку. Која има и своја друга верзија, зборам ти Керко, сети се сна. Тоа е ваше мислење. Добро. Министре, нов случај има во надлежност на финансовата полиција, но знаете ли вие нешто околу случајот Царина, бидејќи веројатно вие можете и смеете да знаете многу повеќе од премиерот, пак ќе речем, кој денеска најави дека дури и ќе се шири истрагата и на други случаи, и тоа го изјави неколку часа пред ОЈО, ГОК и финансова полиција официјално да соопшта дека веќе има истрага. Значи, премиерот знаел детали од предистражна постапка кои по моје мислење за неговиот мандат, кој е различен од вашиот и од вашите надлежности, не би требало да ги знае, па најмалку да ги промовира во јавноста на пресконференција. Видете, во овој случај имаме истражна постапка веќе, чим имаме наредба за лишување од слобода. Во моментот кога премиерот излезе со јавно немаше информации. Па ако биле лишени од слобода претходниот ден, во моментот кога премиерот излегол во јавноста наредниот ден, веќе истрагата е започната. Така да... Значи, он има право да знае дека ќе се прошири тоа и на нови институции. Видете, предпоставувам дека во конкретната ситуација, не сум ја слушнал изјавата на премиерот, ама предпоставувам дека во конкретната ситуација тој се воздржал во интерес на презумпција на невиност во однос на детали кои што се ќе бидат споделени со јавноста. Дали финансова полиција треба да процесуира конкретно кривично дело
за кое што има сознание, има наредба од јавен обвинител, да, треба да процесуира. Дали тоа е добро? Дилемата добро. е дали треба да реферира пред премиерот, кај премиерот, инаку дека треба да процесуира, треба. Па не знам дали реферирал тоа, прашајте го тој што зборел со премиерот, ако зборел со премиерот. Па не знам, веројатно не му се сонило на премиерот детали дека ќе истрагата ќе се проширува. Но не бит. Ги следите ли последните реакции околу кривичната пријава против 6 млади луѓе од Битола кои ловеле педофилија, а се дел од неформалната група Пантер? Мислам на јавните реакции. Видете, Министерството за внатрешни работи треба да превземе се што е во рамки на негова должност за да гарантира спроведување на закон. И од аспект на превенција и од аспект на репресија. Без разлика дали станува збор за малолетни лица или станува збор за полнолетни лица. Ако јас лично се прашувам во однос на таков тип на кривично дело како што е конкретното педофилија, така? И како адвокат никогаш во животот не сум прифатил да застапувам таков тип на осомничен засторено кривично дело. Кога говориме за самото кривично дело педофилија и вака реакциите министре да скратиме. Реакциите се. Ама се да скратиме. Ама мора да скратиме затоа што ама прашањето е сега на сите прашања што ми ги поставите. Ако направи некој мерење, вие говорите 20 минути, јас како гост дополнително 5 минути. Не е 5-10. Не е точно. Еве дополнение за да може да се разјасните. Голем дел од коментарите, па дури и на дел ваши колеги адвокати се па всушност децава ја сработиле работата на Министерството за внатрешни работи, зошто кривична пријава за нив. А зошто, например, дури имаше и вакви коментари, МВР да не ги ангажира да му го сработат тоа што очигледно самиот би требало да го прави. Колку и да е непопуларно, ова што ќе го кажам, јас не можам да не го кажам, заради тоа што е непопуларно. Министерството за внатрешни работи мора да спроведува закон. Точка. Не можеме да дозволиме кој што сака да прави во државава. Точка. Должно е да го спроведе законот и тоа и кога е популарно да го спроведе и кога е непопуларно да го спроведе. Тоа му е работа. Во спротивно би биле анархија. И ако не се сложите со оваа теза која што ја говорам, тоа ќе имаме проблем. Размислувате ли можеби во еднина МВР да го користи овој начин што го користи Пантер? Ама се не може сега да на кој како му текнало да се однесе во држава и кој што му текнало што да прави и да го превзима законот во своји раце. Недозволиво е тоа. Ако сакаме да бидеме демократска држава која што се движи кон Европа, ако сакаме да бидеме дел од европско семејство, недозволиво е ние да поддржуваме незаконито поведение. Па макар и да тоа незаконито поведение би требало да не доведе до откривање на ваков тип на гаден криминал, погаден здравје од аспект на педофилија. Дали како алатка е доволно инспиративна за можеби идни измени на законот, бидејќи закон за кривична постапка познава многу така наречени ситуации на симулација за да се фатат криминалци. Ама за тоа треба судска наредба, за тоа треба обвинителска наредба, за тоа треба процесуирање во рамки на систем. Сега цело време говориме систем за се, сега за овде, пошто било симпатично за јавноста, сега ќе говориме, не без овде не треба да го примениме системот, не треба да го примениме законот. За нив да не важи. Како така? Затоа ве прашав дали како идеја и начин, бидејќи потенцијално во иднина тоа треба да бидат и алатките на МВР, особено со развојот на информатичката технологија. Треба се да направиме како Министерство за внатрешни работи за да ги зајакнеме капацитетите да сме каде поефикасни во борбата против особено ваков тип на гаден криминалитет. Се треба да направиме, ама во рамки на закон. Не можеме ние кој како му текнало се овде така да си превзема действие во држава. Недозволиво е тоа. Анархија не доведува до никаде. Лесно име на овие од опозицијава кои што еден проект не имплементирале во животот. Еден проект не имплементирале во животот, знаете за кој зборам. Не знам. Како не знаете? Лесно име да џавкаат и да бараат интерпелација од министерот за внатрешни работи. Што направиле тие во животот? Тие соберете ги сите топтан, што се таму и прашајте ги, што реализиравте вие во вашиот живот? Една работа кажете. Лесно име нив тоа да го зборите. Лесно име. Ја знам дека име лесно. Се почнува од 23 јуни 2024.
или од 29 ноември 2024, бидејќи статистиката вели вкупно политички мандати имате 710 дена, а вкупен мандат до денеска 833 дена, роден ден од 2 години, вие на 23 јуни. Ама не ти почнало со мене, не ти ќе заврши со мене. Па така звучи. Прашајте ги што направиле. Муабетот е дали даваме максимум од себе, дали се трудиме, дали има видливи подобрувања. Јас мислам дека има и текако видливи подобрувања на многу сегменти во рамките на Министерството за внатрешни работи. Еве, одборете вие тема на која што сакате да збориме. Ќе продолжиме после реклама и тоа токму со Ама да останеме на прашањето, пошто тука навистина може многу да збориме што направивме за овие 2 години. 62%. И вас го оставам темата да одберете. Сакате да збориме за пасоши, сакате да збориме за организиран криминал, сакате да збориме за полициска академија, сакате да збориме за нови објекти, сакате да збориме за реконструкции, сакате да збориме за што сакате да збориме? За се. Колку што ќе стигнеме во преостанатиот период, вклучително и за клучната ваша реформа Законот за внатрешни работи, кој што ви беше еден од стожерите, па дозволивте да ви се менува законот со измени од пратеници, демек пратениците знаат повеќе и подобро од службите во МВР. Во интерес на македонскиот народ и во интерес на демократијата, некогаш е подобро да направите чекор назад, отколку чекор напред. Како што е примерот со двата закони кои што ги направи. Прва пауза за реклами. Продолжуваме, министре. Не знам дали е случајност или еве во пресрет на 2 годишнината на интернет страницата на Министерството за внатрешни работи има објавена статистика по видови на криминалитет од 2011 година па се до денеска. Може ли врз основа на статистика да се заклучи дека помал број на регистрирани кривични дела е помал криминалитет во државата, бидејќи статистиката е чудна игра на бројки? За ефикасноста подоцна ќе збориме, таа е екзактна. Ако имате резултат на бројки, кој што покажува дека во период од 20 години, кога говориме за вкупен криминалитет, имате најдобри резултати, вајда тоа нешто говори. Ако говориме само за статистика. Кога имате резултат од типот на најдобро откривачка дејност во рамки на последните 20 години, барем тоа ми е пренесено како информација од страна на службите во Министерството, имате најдобра откривачка дејност, тоа претпоставувам дека значи нешто. Меѓутоа, јас не сакам да говорам само од аспект на статистика. Ме прашавте претходно што направивме за овие 2 години. Прво што направивме е оне хаосон што го имавме со пасошите, многу добро и вие знаете, го решив. Еднаш за секогаш. Она недостоинствено срамотење на македонските граѓани од страна на државна институција како што е Министерство за внатрешни работи повеќе нема. Напротив, имаме едни максимално достоинствени услови во рамки на еден целосно реновиран дел од објект, пошто објектот не е на македонска телевизија, не е целосно на Министерство за внатрешни работи, тоа кое што ние го менаџираме во делот на управните работи, а при тоа го користат македонските граѓани, е реновиран, е ставен во функција максимално достоинствено како што личи и навистина вака можам слободно да кажам дека е гордост на тимот кој што работи во рамки на Министерството за внатрешни работи и лично моја гордост од аспект на едно нормално овозможување на услови за македонските граѓани. Тоа е едно. Второ кое што вака би го издвоил како навистина многу суштинска работа на Министерството за внатрешни работи за овие 2 години што е направена, е тоа што макотрпно работевме на најгорливото прашање поврзано со безбедност во последниве 20 години, барем согласно истражување на ОПСЕ. А тоа е небезбедноста на македонските граѓани поврзана со хаосот во сообраќајот кој што го имаме. Во континуитет, тоа прашање е, да речеме, со 30% застапеност од аспект на интерес кај граѓаните во делот на кое е најгорливото прашање со кое што се соочувате е поврзано со безбедност. Максимум направивме од она што можевме да направиме барем до сега. Дали е доволно имплементирање на Safe City, реорганизација во министерство, нови возила, зајакнување на капацитети на сообраќајна полиција и така натаму и така натаму? Не е. Уште колку треба да направиме? Уште многу.
уште многу, прво треба униформи да купиме, уште многу треба да направиме во тој дел, но дали направивме исчекор? Еве, јас само две бројки ќе споредам. Само две бројки ќе споредам. Само две бројки. И покрај тоа што почнавме со имплементирање на Safe City со казни од февруар, официјално. Ама ќе ја споредам првите 5 месеци од 2026 со првите 5 месеци од 2025 година. Од аспект на жртви. Луѓе, наши луѓе, македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, кои што го изгубиле животот како последица на многу битна работа, непочитување на сообраќајни правила. Ниеден од тие не починал заради тоа што тој другиот ги почитувал сообраќајните правила. Сите загинале како последица на непочитување на сообраќајни правила. 2025 за првите 5 месеци имаме 56 жртви, 56 загубени човечки животи. 2026 година имаме 39. Неспорен факт. Колку чини еден човечки живот? Јас не знам. Нема цена. Јас не знам колку чини. Ама еве, ова Министерство за внатрешни работи, со сиот тоној труд, ние макотрпно работевме на овој проект уште во техничка влада. Две подпрашања во овој контекст. Уште во техничка влада работевме макотрпно на овој проект. Работат сите? 2 години работиме макотрпно на овој проект, кој што е најгорлив за македонските граѓани. Подпрашања, па да преминеме на друга тема. Резултатите за првите 5 месеци во овој дел се 17 човечки животи повеќе него претходно во 2025 година. Работат сите камери? Предпоставувам дека работат. Оние кои што ги имаме поставено. Се губили смислата на превенција заради безбедност кога се во прашање автопатите, бидејќи џабе ние сите македонски граѓани сега возиме внимателно или намалуваме таму каде што веќе научивме дека се камерите, зависи секој од сопственото убедување, кога крај нас поминуваат странски автомобили со огромна брзина, бидејќи однапред им соопштивме возете во оваа држава нашите камери, вашите таблички не ги фаќаат. Па не беше така. Не ги фаќаат или не? Не сме им соопштиле дека не ги фаќаат камерите. Кога ќе кажете дека не фаќаат мотори и странски таблички, јасно е. Во време на социјални мрежи тоа брзо се шири. Ова е систем кој што за да ги даде посакуваните резултати навистина треба многу повише од 5 месеци. Јас ви гарантирам. Ќе има ли апдейт за странските таблички да се фаќаат? Апсолутно да. Со целосна имплементација. Сега почнува сезона, најбитно е тоа. Имплементација, видете, се јас да речам дека ние сме направиле чуда не сме направиле. Да кажем дека сме подобриле, да сме подобриле. Дали сме ја завршиле работата во целост? Не сме ја завршиле. Што треба да направиме? Уште многу. Првите чекори кои што ќе следат во делот на странците ќе бидат видливи, еве да кажеме за едно месец дена. Дали камерите регистрираат странски таблици? Да. Дали ќе бидат предмет на казнување? Да. Дали се во системот? Да. Како ќе го подобриме процесуирањето на истиот, ќе видат македонските граѓани за брзо. Меѓутоа работиме интензивно и на тоа. Во делот на моторчињата, еве да им пренесеме на порака на сите оние кои што пак ќе повторам во јавност. Познавам огромен број на вистински моторџии, тие не го кршат законот. Тие не возат без кацига, тие не дигаат моторот на едно тркало и не глумат дека се моторџии. Говорам за овие кои што глумат моторџии. Бидејќи имам и такво прашање, што е со моторите, и уште едно прашање има исто така од гледачи во текот на денот. Репресивно ќе делуваме на сите оние кои што дивеат низ македонските улици. Максимално репресивно. Следното прашање само уште една работа да потенцирам, дозволете ми. Па нека мислат овие кои што мислат дека глумат дека се моторџии. Овој месец имаме 5 жртви со мотори. Од 12 жртви, 4 се со 4 или 5, не ме држите за збор, се последица на управување на мотор. За 3 сум сигурен дека од оние кои што го управуваат моторот не носат кацига. Значи ги замолувам да носат кацига, не заради другиот, заради себе си првенствено. Кацигата е она кое што може да им го спаси животот или она кое што може навистина да направи огромна беља, ако не ја носите.
Значи ги замолувам оние кои што управуваат мотор секогаш да носат кацига. Кацигата спасува живот. Со кацигата го спасуваат својот живот. Уште едно прашање има, се среди така наречениот... Страшни се статистикиве кај моторџии кои што не носат кацига и при тоа имаат некаква сообраќајна несреќа. Следното прашање се среди така наречениот хаосот со така наречениот идивењето со конвенционалниот сообраќај, но што е со модерните? Пред се однесува на електричните тротинети. Огромен проблем. Електричните тротинети не се огромен проблем. Имав многу разговори и со голем број на амбасадори во Македонија од аспект на тоа кои решенија ги предвидуваат во нивните матични држави. Така да овде мислам дека треба да одиме со порадикално решение од аспект на одредени забрани кои што треба да следат и во делот на управување, години на старост, не знам, можеби регистрација и така натаму, ќе видиме, се уште работиме на тоа, меѓутоа тротинетите се огромен проблем од аспект на безбедност во сообраќајот. Кога може да се очекуваат конкретни решенија? Се надевам најбрзо што може. И уште едно прашање, повторно и со моторите, се доби впечаток дека малку ќе се либерализира делот со она до 125 кубика. Да, тоа беше побарање на... Прашањето е, зошто застој? Каков застој? Многу мина се жала дека наводно има проблем со така наречените потврди. Значи, што дозволивме со законот? Дозволивме освен 50 кубика и 125 кубика мотори кои што се управувани од страна на оние кои што ги исполнуваат законските услови од аспект на години старост, посетеност на одредени едукативни часови во рамки на автошколите и така натаму, да можат да управуваат и 125-ки. Тоа беше барање од страна на огромен број на македонски граѓани и го прифативме. Има и компаративни анализи каде што во голем број на земји од типот на, не знам, Шпанија, Италија, Грција е дозволено управување на 125 кубика мотори со положен испит за управување на моторно возило. Така да сметам дека ова е добра мерка, но повторно ќе напоменам доколку истите управуваат така што треба да управуваат, со кациги во рамки на утврдени брзини и така натаму и така натаму. Се проблем не гледам од аспект, барем до сега, вака не сум информиран за некој проблем во врска со ова решение. Мислам дека и како ќе го подобри функционирањето во сообраќајот. Во обидот да ја поделам некако оваа обемна статистика на МВР, иако таа се однесува на регистрирани и процесуирани кривични дела, крајот го кажуваат обвинителството и судството, 270 кривични пријави од кривични дела кои што произлегуваат од злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење и така натаму. Просекот на Панче Тошковски за 2025 година е 22,5 кривични пријави месечно. Или споредено со вашиот претходник за овие вид на кривични дела, во 2023 неговиот просек бил 14,3 кривични пријави месечно. Дневно се со такви се бројките, нели, излегуваат многу мали. 67,2% е ефикасноста. Значи регистрирани кривични дела наспроти процесуирани со кривични пријави откриени сторители и така натаму. Ќе се согласите ли со оваа теза проверена на 3 ајалатки, бидејќи вие најавувате модернизација на МВР, јас се обидов мноштвото податоци да ми ги синтетизираат неколку ајалатки и велат. Точно се направена испоредба за интерес на времето од 2023-2025 податоците, бидејќи практично 24-та е цела ваша година, иако со технички мандат. Вели, бројот на регистрирани кривични дела е намален за 8,6%, додека бројот на расчистени кривични дела е зголемен за 6,7%. Или истовремено коефициентот на ефикасност е зголемен од 57,5%, тоа е крајот на 2023 на 67,2%, што е најголемо подобрување во разгледуваниот период. Сепак, и сега цитирам, вели, вели не јас,
А најкоректниот политички одговор би бил дека трендот на намалување на вкупниот криминалитет започнал пред 2024 година и е присутен континуирано од најмалку 2020 година. Неспорна е зголемената ефикасност, но намалувањето на вкупниот криминалитет не може да се препише исклучиво на едно раководство на МВР. Точна е оценка? Логично е она кој што го извадила и вештачка интелигенција како заклучок во рамки на овие параметри кои што ги кажуваат. Министре, пред да ве прашам зошто, дали е се уште се гнило во МВР како што изјавувавте на почетоците од вашиот мандат и за зошто се уште ги нема униформите во контекст на статистиката. Како и да се гледаат овие бројки, 9,7% поени зголемување од еден или друг карактер, како во овие бројки да го читаме сегментот? 39 полицајци добија кривични пријави затоа што не презеле, пропуштиле да преземат, несоодветно постапиле само во еден случај кој за жал резултираше на семејно насилство, кој за жал резултираше со смртни последици. Нели е тоа еден показател, барем за овој сегмент, дека тука системот колабира? Ова е факт кој што го говорите од аспект на превземени дисциплински постапки против полициски службеници кои што постапувале по конкретен предмет. И тоа е факт за поздравување, но тој факт говори за една многу друга лоша слика. Од страна на одделот за внатрешна контрола. Факт. Позитивен факт е дека по превземањето на тие 39 дисциплински постапки и по случувањето на тој трагичен настан, имаме зголемување за 7 пати на процесирани кривични предмети по брза постапка, ако не се лажем негде околу 56 мислам дека се, заедно со 37 лица за кои што судот изрекол најстрога мерка согласно одредбите од Закон за кривична постапка, а тоа е притвор за предмети од семејно насилство, и тоа е факт. Значи, за 7 пати повеќе од претходната година и претходните години. Тоа значи дека системот се буди. Еве, јавно да кажам, да не испадне дека само ги кудиме обвинителите и судството. За огромно поздравување одлуката на граѓанскиот суд во Скопје да ја прифати иницијативата на Министерството за внатрешни работи да има дежурен судија во делот на семејно насилство, кој што ќе изрекува итни мерки за се со цел да можеме најбрзо и најефикасно да делуваме во овој тип на предмет. Што е поуката, министре? 39 службеници покажуваат дека нешто не е во ред. Ако ништо друго, дека МВР е далеко од вашата идеја за креативни решенија со прислушување, со AI алатки и треба да се врати назад на едукација, не да се спушта телефон кога некој ќе пријави. Заради тоа и еден од најклучните и витални проекти, не само за МВР, за државата, е новата полициска академија која што ја формираме. Заради тоа е и клучно востанувањето на средното полициско училиште, кое што е гордост за сите професионалци во Министерството за внатрешни работи, кое што го укинале пред 20 и кусур години, повторно овие други. Заради тоа го правиме тоа и 100% се согласувам со вас дека клучно е образованието и континуираната едукација која што треба да имаат полициските службеници, ако сакаме да го фатиме чекорот со останатите и многу работа, едно пута, два пута, три работа од сите останати околу нас, за да може да стигнеме таму кај што сакаме да стигнеме. Да, така се согласувам. Ама го работиме тоа. Го работиме тоа. Има ли ревизии на други случаи, бидејќи да се најдат 39 непостапувања, условно, еве да поедноставам, само за еден случај, веројатно треба да биде аларм да се преиспитаат и другите, или да се преиспита и самата структура, да не зборувам сега за командна одговорност и така натаму. Не мислев на вас, на раководители на сектор. Поради тоа и максимум сум фокусиран на овој тип на криминалитет и постапување не само на Министерството за внатрешни работи, тука и на сите останати. Нема, не знам, до сега сум присуствувал најмалце на едно 5 или 6 состаноци заедно со групата која што е фокусирана на законските измени од аспект на она кое што е надлежност на Министерството за внатрешни работи. Заради тоа ќе имаме воведување не на револуционерна мерка
револуционерна надлежност на Министерството за внатрешни работи компарирано со полициските овластувања кои што ги имаме денес, а тоа е полициски службеник да изрече итна мерка во моментот на пристигнување на лице место на настан. Кое што е неспоредливо со она кое што го имаме сега. Дали е согласно Истанбулска конвенција? Да. Дали го имаме имплементирано и во други држави? Да. Дали ќе ни треба обука и за ова да го применуваме како што треба согласно закон? Да. Меѓутоа, огромна благодарност еве до сите кои што се вклучени експерти во рамки на процесот и кои што од петни жили се трудат да направиме нешто подобро за оваа држава. Уште колку треба да работиме, уште многу. Колку многу, не знам. Претпоставувам многу. Ама се гледаат резултати. Очигледно многу треба, бидејќи статистиката сега вели 15 случаи на семејно насилство дневно. Така е. Што е страшно. Не е страшно, катастрофа е. Ама вие мислите дека лани помалци имало? Или па пред година и пол, или па пред 3, или па пред 5, од аспект на реални случувања на таков тип на настани? Жртвите се охрабруваат. И тоа е добро. Семејно насилство имало, има и ќе има. Прашањето е каков е институционалниот одговор на ваков тип на криминалитет. Заради тоа сме фокусирани и на максимално структурално ојачување. Треба да формираме нова единица на централно ниво која што ќе работи исклучиво само семејно насилство. Има ли тајминг, министр, бидејќи немаме уште многу време, има ли тајминг за тоа, бидејќи во дебатата што се разви и од ваша страна, и од страна на невладиниот сектор, народен правобранител, сите чинители, беше укажано дека е потребно сериозно ресетирање и преструктурирање на целиот систем за ова да биде. Има ли некаква временска рамка до кога? Се надевам дека јас не знам, се надевам дека групата до крајов на наредната недела ќе извади конкретен предлог на законски текст кој што би требало да понатаму да си ја најде институционалниот пат за да влезе во рамки на парламент, биде усвоен и понатаму имплементиран. Одиме со уште една пауза за реклама. Има уште многу прашања, но уште малку време и во однос на статистиката или онака како и што почнавме. Еве, и како министер и како адвокат, мора секоја кривична пријава на МВР да заврши со обвинение? Апсолутно не. Од што зависи? Од цврстината на доказите. Кој што ќе ги собере јавното обвинителство, пошто тоа е негова работа, и ќе ги аргументира соодветно во рамки на идниот чекор, без разлика дали тој ќе биде запирање или пак процесирање со обвинение. Министерството за внатрешни работи не му е работа да има 100% поднесени критични пријави кои што ќе бидат со 100% поднесено обвинение. Тоа е невозможно. Надвор од случајот Мазут, кој што е специфичен, уште еднаш ќе прифатите ли во иднина изјава, став, одлука на обвинителството дека едноставно некоја кривична пријава за било кого не држи, не е доволно аргументирана и не е прифатлива, а при тоа да не го напаѓате обвинителството? Апсолутно да. Апсолутно. Од што зависи тоа? Од цврстината на доказите. Од ништо друго. Не е субјективно, бидејќи вие ги мерите? Зошто? Заради тоа што на степен на основи на сомнение може да се процесуира кривична пријава. Може. На степен на основа на сомнение, на степен на цврстина на докази кои што би требало да го уверат судот дека овде имаме конкретно сторено кривично дело и исполнети елементи на конкретно кривично дело, се процесира обвинение. И тоа е работа на обвинителот, не велам дека не. Но, кога говориме за конкретен предмет, а при тоа само од една телевизиска анализа од страна на истражувачки новинари, барем вака за мене, а не сметам дека сум лаик во правото, има доволно и повеќе од доволно докази за процесирање, а при тоа има и други работи. Наистина не можам да се согласам со одлуката која што моментално е фактичка состојба. И нема да се согласам никогаш. Заради ништо друго. Не ме интересира ни кој е, ни шо е, ни зошто е, ни како е. Ме интересира цврстината на доказите. И основаноста на теоријата на случај која што може да се изгради, особено кога говориме за таков тип на кривични дела. Која цврстина на докази ја имавте за
Артан Груби си отиде, дојде, сам се појави на граничен премен и денеска се точно 100 дена и од брифинг на новиот обвинител изјава дека тој до денеска не е ниту сослушан, а во реториката на вашата политичка партија е олицетворение на криминалната влада на СДСМ и ДУИ и така натаму и така натаму и така натаму. Треба да го прашате обвинителот. Министре, реков дека сте првиот нагости во топ тема во пресрет на 2 годишнината. Ги спомнавме и процентите, еве за крај. Има ли нешто во сиот овој период што го направил министерот Панче Тошковски и морал да го направи политички, како дел од политичка влада, а зашто адвокатот Панчевски би имал грижа на адвокатската совест? Панчевски не знам каква грижа би имал на адвокатската совест. Тошковски се извирува. Тошковски има грижа на совест само за една работа. За? Поврзана со она кое што не е политика, а тоа е за времето кое што не го поминува со своите немени. За тоа има огромна совест, вака лична, и за се она кое што сум го кажал во јавност дека чувствувам одговорност морално од аспект на се она кое што го имам изнајавено во јавност. По 710, односно 833 дена, зависи кој мандат се рачуна, уште е сегнило во МВР? И до кога ќе биде? Да, уште има многу гнили работи. Ќе треба ужасно многу работа за да дојдеме до еден стадиум кој што, да речем, би бил драстична промена со тоа што граѓаните го прецепирале на времето за Министерството за внатрешни работи, но дали дава резултати макотрпното работење на сите професионалци во Министерството за внатрешни работи, дава. И тоа го гледаат македонските граѓани. Би бил во многу сегменти, не само во делот на управни служби, не само во делот на нови полициски станици, не само во делот на реконструирани објекти, не само во делот на побезбеден сообраќај, не само во делот на расчистување со криминалните банди кои што души им вадеа на времето ќе имате денови за отчет. Последно прашање сосема кратко. Следното наше интервју би било повторно со Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, министер за правда или нешто друго? Тоа прашање треба да одговори премиерот. Вашите афинитети се истата функција? Да завршите тоа што почнавте или да се пробате во друг ресор? Моите афинитети се да направиме нешто добро за Македонија. Ви благодарам што вечера бевте мој гостин. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма.